Председателе, Патриотската партия ВМРО, господин Мицевски, пратеници, председатели на друštva, драги македонки и македонци. Вистина, то що каже Левтер. 5 години се борихме Македонија, за името на Македонија да се стане Македонија и денес се најдоме од луѓе прости, не патриоти, од луѓе неписмени по историја, за жал, од луѓе што мислат само за пари, за бизнес. Најголемиот срам и греф да го мениш името, да се го придадеш националното. Тоа е прашањето. Зашо да живиш ово свет? Веќе збор нема. Предавник треба да се најде на друг збор, за да можеме да докажеме нашата тешка ситуација. Верувам, ама на македонскиот народ. И правам апел на младината да не му верува на партијата, на СДС, на господин Заев и на другите. Што му веде за Европа од тики срака со златни лажици, такви. Не слушате по телевизии. Европа оде за сатуре. И таква Европа без човечки права, почитување на националното народот. Тоа шо е, таква Европа не ни треба. Сакам да ви кажам, се срамам за министерот за надворешни работи, оти тоа потекнува од мојот роден град. На предето му што е закопан, беше и он свештеник, мачен од градците. И тоа се значи од во човек, што го гледај во телевизија, куто пал на дуел, садуе, праве, мисле нешто праве. Вистина, знам од мајка му е фанатичка бугарка, нејно мислење, нека биде бугарка. Ама син му денес, а представува Република Македонија, и тоа име е гласано 92 година од народот. И тоа е странно и вторно може од целиот свет држава да му самене името. Не, тоа не треба да се дозволиме. Затоа прави апел до младината да не самаме. Оти виде господин Заев негни, од Европа не му го отвара патот. И неки му го отворе патот. Додека Македонија, албанците, јас се почитувам тие што са вистински, од сите работи и у градска и у други места, проституција и други работи што се прават, и судиите тие сите работи, нема Македонија да влезе у Европа. И не треба да влезе у Европа. Оти не, повторувам, не и почитувам човечките права. Видоме што се прави пред една година горе-долу у Испанија со Македонија. Таа Европа се прави референдум.
по законите. Народът рече оти сака становостојно. Извините, неки придавачам много, не са. Ама ви давам и на аргументи оти вие работи што и мислиме и што очекувате за Европа. Не. Јас още како издава и вестникот от 76-та година и кога влезе Грцка во Европа, јас со голем артикал има и писано каква Европа не ни треба. И покоениот Карамали стариот му рече на покоениот па Ѓорѓе Песев, што биде Песов, што беше министер тога, и му кажа, зашто твојот вестник е толку против мене и против Европа? Уведе вој нејно мислење на вестникот. И за жал, и гледам работите, тоа што јас мисли и мисли секој човек што сака човечки права, не е таа Европа. И пред една неделя, пред една ден на подписот што подписа Димитров со Коцјас, јас му пушти писмо отворено на Ципрас, на премиерот грчки. И тоа за жал го јавија доста грчки вестници, у Македонија не. Никој не е писа, не кажа нешто. Тоа е демократија на господин Заев, на социјалистичката партија. Таква Европа сакал, со зашиени усти, таква демократија, ма не ни треба. И нешто за историјата, братја и сестри. Граѓанската војна беше измислена од комунистичката партија да се избрише македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија, за да се истребе, за да не има македонци, оти знаеше Грција, оти колку стоја македонци, и на ден Македонија или народот ги палаше автономија, или правај тие сите работи. И проблемот не е името, сне ние там што живеме, го кажуваат медиумите, професори, додека у Лерин, у Водин и у Негош и у други места на Македонија се говори во јазик, Грција не може да спие добро. Тоа е целото. И жалам, оти тогаш, за жал, ни Керамиджијет Простењот, ни Ангела Јановци, тие што бијаја комунистичката партија, не ги чуја, каму викај, братја не, од комунистичката партија не се продадени. Не треба повеќе, треба да испасиме народот наш. Не ги чуја. За жал Вера Фотева, Гракофилика Сенкаш, Паскал и други. Што бараше едната армија македонска од егејскиот дел на Македонија дојде у Грција, та беше измамка. У комунистичката партија немаше член македонец и по години кладија грекофили македонци и тие направија сите работа. Ветувањето на Захарјавис и на другите бија лажони ветувања. Бие цела парола да се истребе македонскиот народ, да нема македонци. Тие други се приказни, егејските бури букварот. На Простењето Ангела Јановци, а кажува вистината 1000%, не 100%. Видите денес комунистичката партија, најголемиот противник во грчкиот парламент, да нема никаков збор Македонија, за Македонија тие сите работи. Кој е, брат Годинцо? Таа е најфашистичката партија во светот. Така кажува комунистичката партија у грчки вестник, оти за жал, грчката комунистичката партија
по-националистичка и оде на фашизмот и нема никакво братство, единството што вика го лаже народот. И вие, простениот Јоко Доневци, Бог да го просте, и одише со братката што се борија заедно, у него шидија и правија политика, не бе брати. Јас му викај, Јоко ти се молам, ним се дружи, ва лажа, не знаете вистината, ва измамија, ним продружи. Ама не треба да правиме политика. Каква политика? А видоте денес политика дека отиде. Тај левата партија, што идија тука у Скопје и викаја да не го мените името, сјај Ципрас, нејната партија беше тогаш и министерот што е за веронаука и за наука, и други што са министри, дојдоја тука и валажија тога. Да не го мените името, ја кажуваја вистината, ама сега сите се викат. Оште, и вчера Ципрас кажа, оти ние нема имаме да дену. Ние сам му дадоме Македонија, ама тие ќе са славјани. Нема малцинство гејци дел на Македонија, димек ва земја, вардарски дел на Македонија, пада од небото, така? И тие се сече, там страна Грци, тука нема Македонија, ама славјанци Македонија, нема никаква врска со историјата. Американците што купаја у Свети Николе, што дојдоја, там не беше задниот град на Персе, што беше заден македонски кралј тука у Македонија, кога се дели Македонија, Александар, кај зетие сите работи. Да не одиме у Александар, се согласува, ама корените треба да исечеме, да му го правиме тоа. Нас научија за македонците бија барбари, бија со една око, како фили, бија лоши, јадија народи и делци други такви. Од кога сега се правија барбарите грци? Вистина? Ако бија грци македонци, зашо они и суперсијаните правија со работка против Македонија и на крај римјаните кога дојдоја, они правија со работа грците со такво. И Александр Атина нют ја знаеше, не отиде. И ако ише тога кога отиде до Свива, ке истурише се. Денес не и Парфенон не ке имаш и ништо не ке имаш. Оти Александр вистина го сакаме като македонец, зашто на тие години го пороби целиот свет. Ама не приславуваше ни култура, ни ништо. Он дека помина, прави село. Оти така го научи мајка му. Го прави голем верник, ама и фанатик. Ние ќе го сакаме, тој е наш. Сега колку сме од неј, депутатите од неј. Ама историја не се дава. Тој страмота. И така, братја и сестри, тој лага на референдум, нема да гласе, нема да... Тука е господин Мицевски, они като партија, што ќе прават, ќе слушате. Сите сакаме да се збират македонци со грците. Ама не на такво ниво. Во е предавско. Кој не сака мир? Кој не сака пријателство? Тие сите работи. Ама не такво пријателство со валк да чека да те изеде. Јас живам у Грција, знам владиците. Денес тие сите протести и праве грчката црква. И да не очекува нашата црква да признава. На тајните таквима со никакво. И тоа не требаше да се откаже од зборот Македонија. Тоа е голема грешка. Ништо договор требаше да научи. Вошто со бугарите што се прави треба да научи. Македонската црква, владиците и свесените треба да го раководат нашиот народ на патриотска линија и да трапат и да чекат. Не може они да се прават пашка на политиката и на предавството. А почитувам и поглаварот наш, и владиците наши,
Ама треба да внимават, да го штитат македонски народ. Не сакат да испаѓат на улица, добро, ама да не прават то што му кажува владата. Треба да бидат неутрални, да седат на страна. По мојата волја, мисля, требаше да бидат секогаш близко до народ. И на улицата, и сегде. Ама не го сакат то, да се седат на крај. И сфрашувам, и па и на апел, пробото председателот на ВМРО, оне млад, господин Мицевски, товарот на него паѓа на неите рамишта, и млад, ќе одрже, и то да знае от и македонскиот народ, ќе му го даде он как знае. Македонија е битишка земја. Македонија Господа сака. Ќе ви славе, а буде на стол, ќе му рече,